За да го современи му даде шанса да се бори со ривалите во класата на мали семејни автомобили, Peugeot направи серија освежувања на 308-ката. Надворешните промени се фокусираат на предниот дел, каде забележливата маска на ладилникот доби порафинирана интерпретација. Реобликувани се фаровите со стандардни дневни LED светла, додека предниот браник е потполно нов. Со овој пристап семејниот автомобил се приближи барем со изгледот на успешното спортско корисно возило 3008. Задните светла сега наликуваат на канџа која длабоко навлегува во каросеријата, додека ревизијата се заокружува со неколкуте нови модели на тркала. Тоа се однесува на надворешноста. Со влегување во интериерот ќе потрошите доста време да забележите промени, а тие се забележуваат кога ќе го стартувате моторот. Тогаш се забележува новата графика на 10-инчниот екран осетлив на допир, а подобрена е конективноста со паметните телефони преку Apple CarPlay и Android Auto. Јас очекував да биде вметнат атрактивниот iCockpit кој би му дал посебна вредност и предност на 308-ката во однос на останатите возила во овој сегмент. Задржан е концептот со високо поставена инструмент табла и мал управувач на кој веќе се навикнавме. Ке треба да го сториме тоа и со покажувачот на бројот на вртежи на моторот кој се врти спротивно од стрелките на часовникот. На прв поглед беззначајна измена, но дури и краткото возење покажа дека човечкото око полесно ја прима таквата информација. Судот ќе ви го препуштиме на секој од вас поединачно, но ако нас не прашувате, немаме ништо против тоа. Популарно наречен редизајн сепак е искористен за вметнување на нови технологии во гамата на 308. Пред се тоа се обновените мотори, особено дизели, кои сега ја исполнуваат втората фаза на Euro 6 нормата. Присуството на нови технологии е значително. По углед на 3008, сега и во овој модел на Peugeot се среќава поголема количина сигурносна опрема за помош на возачот. Автоматското запирање кое препознава возила и пешаци и активното предупредување за напуштање на лентата на возење се дел од неа. Исто и прилагодливиот темпомат и системот за автоматско паркирање. Покрај тоа достапен е и со систем за препознавање на сообраќајните знаци, автоматска контрола на светлосниот сноп и друго. Сето тоа го прави возењето со него максимално безбедно и вистинско уживање. Семејството Blue HDI нуди 3 зафатнини со распон на силата помеѓу 100 и 180 коњи. Нашето тест возило беше задвижувано со разумниот 1,5 литрен дизел агрегат кој испорачува 254 Нм вртежен момент веќе од 1750 вртежи во минута и 100 коњски сили при 3750 вртежи во минута, што го сместува меѓу рационалните мотори. Не само што ги исполнува Euro 6 нормите, туку емисијата на издувни гасови е далеку помала од пропишаната. Во комбинација со 5-степен мануелен менувач подготвено одговара на сите сценарија на возење. Не е дека ќе ви ја заледи крвта во жилите, но возачот во секој момент ја чувствува агилноста и може релаксирано да ја исползува силата на моторот. Сепак задачата на оваа верзија е да биде економична и еколошка. Подсетувајќи дека инженерите на Peugeot секогаш имале што да кажат во дотерувањето на возните својства, без оглед дали се работи за хеджбек или караванска изведба. Со моќен или економичен мотор, заедничка одлика на обновената 308-ка е имплементирањето на безбедносните електронски системи кои му дозволуваат на возачот да ужива зад воланот. Таквите остварувања ја оправдуваат цената, но и побарувачката на Peugeot, кој полека но сигурно отвора нови поглавија во своето постоење.